Нови пензионерски домови, пензионерски заедници, предвремено пензионирање. Пред да дојде на власт, СДСМ ветуваше мет и млеко за највозрасните во Македонија. Но 7 години подоцна не ги исполни заложбите, оти ќе поместува брда и долини за пензионерите. Поранешниот председател на Сојузот на Сдружение на пензионери, Драги Аргировски, вели дека околу 250.000 пензионери живеат на работна екзистенција, без достоинство, со пензија помала дури и од минималната плата. Тај голем број, значи околу 250.000 пензионери живеат испод минимална плата. Значи испод 220.000 денари. Што можете во оваа скапотија да го со тие пари да живеете? Ке субвенционираме сместување во старски домови за пензионерите со ниски примања, без подршка од семејството и без сопствен имот. Ке воспоставиме пензионерски заедници со организирано домување на стари лица. Државата ќе им помогне на пензионерите со ниски примања кои немаат свој имот и немаат подршка од семејството да бидат сместени во старски дом. Пишува во предизборната програма на СДСМ План за живот во Македонија, во кој исто така се најавуваше и изградба на нови државни пензионерски домови. Драги Аргировски вели дека освен ниските примања, македонските пензионери уште повеќе ги тишти и тоа што најголем дел од нивните деца и внуци заминале во странство, зашто повеќе не ја гледаат иднината тука. Стадот на пензионерите значително се намали и затоа пензионерите се незадоволни. Првпат во историјата на пензионерското организирање, тоа години од после ослободувањето до сега, се случи пензионерите да протестираат. Пензионерите со кои разговаравме велат дека се чувствуваат разочарани и изневерени од власта, бидејќи на нив се сеќаваат само пред избори и им ветуваат се и се што, а потоа чекаат инфлацијата да им ги изеде пензиите, за малку да им ги покачат. Дали политичарите ги исполнија ветувањата спрема пензионерите? Не. Ма какво ветување бе? Овоја е таму само клати врата, зима и плата. Све се лаже. Што обеќава, што дадоа. Па не ни очекувам нити има место што да ја исполнат. Зачарани тоа многу срце мој. Многу, претерано. Пензионерите не фермаат за живи, само за гласање. Никако бре. Ништо не исполнува, братче. Целата ситуација е за разочарување и да се чувствува човек изневерен. Разочарани, изневерени. Не знам, уште на клоци да почнат да не ритат. Ке воведеме државна социјална пензија за секое лице над 65 години старост, кое во последните 20 години живеело на територијата на Република Македонија. Ке воведеме можност за предвремено пензионирање до максимум 5 години пред остварувањето на правото на пензија. Се дел од другите ветувања во планот за живот. За прв пат во изминатите 30 години, ниските пензии лани со месеци беа причина за масовни протести низ речиси сите градови низ Македонија. Според најновите податоци на Фондот за пензиско осигурување, во Македонија во декември лани, од вкупно 338.000 пензионери, дури 43% имаат месечни примања под 16.000 денари, а уште 20% имаат примања до 20.000 денари. Просекот го креваат малкумина. Помалку од 1% имаат пензии поголеми од 54.000 денари. По 7 години власт на Оската СДСМ дуи, тие не успеа да ги остварат голем дел од ветувањата за највозрасните граѓани, а во моментов просечната пензија е пониска и од минималната плата.